Меморандум за разбирање со Соединетите Американски држави за унапредување на безбедноста на снабдувањето со природен газ потпиша во Вашингтон министерката за енергетика Сања Божиновска со заменик државниот секретар на САД Кристофер Ландау. Меморандумот е дел од стратешкиот диалог со САД. Детали што конкретно предвидува и за кои и какви проекти засега нема. Документот предвидува и конкретни чекори за развој на инфраструктурата, подобрување на транспарентноста на пазарите на газ, со што се отвара можност за користење на јавни и приватни финансиски инструменти, вклучително и поддршка од меѓународни финансиски институции и извозни кредитни агенции. Фокусот на разговорите е јасен: енергетска безбедност, економска соработка и конкретни проекти што носат стабилност, инвестиции и развој. Од Министерството за енергетика соопштија само дека меморандумот ја потврдува заедничката заложба за диверзификација на изворите и рутите за снабдување со природен газ, зголемување на отпорноста на енергетскиот систем, обезбедување стабилен, сигурен и достапен газ за државата, јакнење на регионалната поврзаност, интеграција на пазарите. Министерот за внатрешни работи Тошковски пак од Вашингтон порача дека стратешкиот диалог со САД носи конкретни резултати за безбедноста. Министерството за внатрешни работи добива поддршка од околу 3,5 милиони долари од Соединетите Американски држави, кои што ќе бидат насочени особено во делот на граничната полиција и борбата против тероризмот и транснационален организиран криминал. Така да сметаме дека со сите овие заеднички чекори кои што ги превземаме во минатото и со сето на кои што ќе следи во иднина, и те како ќе зајакнеме безбедноста не само на македонските граѓани, туку и на сите оние кои што, да речеме, транзитираат низ Македонија и секако би можело да влијаат на било каков начин на безбедноста и на Соединетите Американски држави. Детали за какви проекти и инвестиции се разговарало на вториот стратешки диалог меѓу САД и Македонија не откри ниту премиерот. Ние имаме усогласена заедничка изјава кога станува збор за царинските тарифи. Истата е потврдена. Потврдени се некои други инвестиции кои што доправа ќе следат. Тој вчера само најави отворање на рудник за антимон во Кривопаланечко, кој ќе биде американска инвестиција во рамки на стратешкото партнерство. Планот е антимонот од Лаке да се извезува во Оклахома и да се отвори рудник кај Крива Паланка.